Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните, во овој случај, две емисии по 1 сат и 45 минути, вие јас имаме право да знаеме вистината. Едно джамбо интервју со господинот Зоран Ефремов. Црната кутија на Министерството за внатрешни работи, на Агенцијата за разузнавање во врвот на неговата професионална кариера, помошник министар за внатрешни работи и директор за безбедност во Агенцијата за разузнавање, на клучни функции во клучни периоди, војна 2001 година, пред војната, атентат на Киро Глигоров. Всушност се она што сте го предпоставувале дека се случувало, ни фалеше еден или два делчиња, камчиња да го пополниме тој мозаик. И ако уживавте, да речеме, во интервјуата од тој тип како со Слободан Богоевски, Павле Трајанов, Аце Александар Диневски, ова е една класа посилно од тој интервју. Мноштво информации, ексклузивни информации, останете со нас 1 час и 45 минути во првото продолжение на интервјуто со Зоран Ефремов и нема да зажалите. Добро вечер за Зоран Ефремов. Добро вечер. Како сте? Благодарам прашањето. Зоран Ефремов од Штип. Да. Има поминато полициски служби, Агенција за разузнавање, Министерство за внатрешни работи. Дали сте човек на пане веле фај на почеток, да почнеме кој што треба? Така. Во мојата кариера во органите за безбедност, целиот пат од 0 до 100 го имам поменато. Во Министерство за внатрешни работи, значи започнувајќи од приправник до помошник министер за внатрешни работи. Добро, 100-те. Што ви е точката 100, ако сте го поминеле цел пат од 0 до 100, што сметате дека е врв на вашата кариера, да е точка 100, да речеме? Согласно Устава на Република Македонија, министерот за внатрешни работи и министерот за надвршни работи и согласно демократски промени се цивилни лица, лица кои што никогаш не биле работеле во службите за безбедност. Така што сметам дека помошник министер за внатрешни работи е врвот, крајот, може би останува уште директор, но директорот као таков е избор на владата на Република Македонија, односно на Република Северна Македонија, не. А додека еден нормален развој на кариера завршува тука некаде. Значи, вие не би можеле да речеме кариера на Путин. Колега ви бил во разузнавачки структури, па бил во Германија и на крај станува прв човек на Руската Федерација. Значи, вие таа траекторија на кариера би ја немале или би ја имале? Сега ќе кажам. Значи, во дипломација, Хенри Кисинџер вели на едно место дека секој добар политичар мора претходно да помине низ службите за безбедност. Службите за безбедност се ситото низ кое што треба да помене, за да се создаде таа политичка елита која што ќе ја води државата свесно. Ефремов, значи ако помошник министер за внатрешни работи е врвот на кариерата, кога вие го достигате тој врв на кариерата? Како возраст или како години на работа? Кој година да речем? Не, која година? 98, 99. 99. Значи тогаш е Пане Велев, Штипска линија, втор човек во... Извинете, 2000. 2000 година. Значи, тоа после неговата смрт. После неговата смрт. После неговата смрт. Значи, вие сте помошник министер за внатрешни работи. 2000 година. 2000 година. Да. Значи, тоа е некаде пред локалните избори 2000 година. Пред локалните избори. Па носење на овие пратеници, многу ми насмета во Молика, на крај испадна дека во Дојран биле носени овие пратеници да не гласа за ново парламентарно мнозинство на Љупчо Георгиевски. Кога се спасува владата на Љупчо Георгиевски, во Тоа беше крајот на 2000 година. Во предвечерието на аферата Големото уво и во предвечерието на војната 2001 година. Тоа се случи. Токму така, да. Тоа е подготовка на војната, или подготовка. Тоа е увертира на војната, како политичка некој увертира, како било каква увертира. Видете сега кој каде шетал и кого шетал. Јас можам да зборувам за она. Јас што знам. Кого вие сте шетеле? Кого јас шетел? Кого сте шетеле? Јас во тоа време имав тешка сообраќајна несреќа и повеќе бев, не повеќе, него континуирано во временски период бев во државна болница. Така што персоната која што требаш да ја шетам, мораше да доаѓа кај мене да се прошетаме заедно во мојата соба. Која персона требаше да шетам? Персоната беше од Штип? Не. Од Скопје, познатиот Голсо Пета. Берамам. Да. И да речеме неговата славна изјава Голсо Пета беше претходно кај мене во болница, во државна болница и бидејќи веќе беше завршено со
тоа околу мнозинството, беше сето тоа, и му велам, амди, во рете нема потреба да одеш на состанок во Александар Палас, бидејќи ќе дојде да ми каже дека ќе оде на состанок во Александар Палас. Нема потреба да одеш, завршено е се, во рете, имаш поздрав од кој треба да добиеш поздрав, се си е во ред, кажано е до тука, завршува се. Вели, Бог да му душа прости, почине. И вели, ќе видиш што ќе направам сега јас. Одам ќе дадам гол со пет. Аме нема, молам ти се. И фактички од мојата соба замина во Александар Пада, даде гол со пет и после тоа се видовме дури кога излезе после 4 години од Идрис Беј. Од затвор. Тоа е она средба, мислам дека е недела, ако не се лажам, во хотел Александар Палас. Мислам дека викенд беше, да. Таму е присутен и Хари Костов, Бранко Царенковски, Васил Топурковски, нели целата таа структура. Мислам дека и Борис Мејковски тогаш е во некоја партија со Борис Стојменов, тој 2000-та. Не. Борис Стојменов веќе го направи одцепувањето и веќе формираше партијата со 20 пратеници. Таму и Борис Мејковски, таму е 100% Борис Мејковски на средбата во Александар Палас. Во право за Борис Мејковски се преферира Борис Трајковски просто. Така, и Борис Мејковски милион поsto. Таму и Бајрам Амди ја дава таа изјава, тука се новинари, нели се чека да биде направено новото парламентарно мнозинство. Борис Стојменов, најверојатно новиот премиер на македонската влада, све е договорено, све е направено. И некој повторно Штипјане, знаете, не? Да. Озвучен е Бајрам Амди на таа средба. Не. Сигурно? 100%. Значи, вие бевте задолжен за Бајрам Амди, всушност, значи, вие Бајрам Амди беше пријател. Ја срушивте, значи, таа коалиција или таа можност да биде направена коалиција, пошто Бајрам Амди е клучен во целата. Јас само ја зачував коалицијата која што јас бев дел. Некого не се урушил. Бевте дел на таа коалиција, зачувавте? Зачувавме коалицијата. И да ви кажам дека тоа беше еден од круцијалните моменти по однос на понатамошниот развој за Република Македонија. Вие добро знаете дека Република Македонија што случуваше 90-та година, 91-та кога ВМРО ДПМ беше изманипулирано, нели? И се создаде експертска влада. Тука повторно имаше. Тоа се исти текови. Видите, господин Ефтов, Република Македонија за жал би рекол тука никогаш ништо не било друго, освен едното исто, малку поинаку. Тоа се едни исти приказни, едни исти наводни процеси кои што се случуваат во Република Македонија. За кој што би можел историски да се враќаме назад и во 60-тите години, кај Гарличков и Колишевски, и да се враќаме и кај Ванчо Михайлов 30 години, да се враќаме и кај Тодор Лестанов 20 години, па дури да се вратам во Софија и до 1885 година. Сега, ако продолжиме од 2000-та година, па војната 2001 ќе ни испадни Карамакаша разговор, така да почнеме, да почнеме од почеток. Значи, човек од Штип, Зоран Ефремов, прв човек на таа штипска полиција, Штип, Ново село, Ванчо Михайлов и така натаму и така натаму. Дали сте вие бугарофилската линија во ВМРО ДПМН? На кого мислите, како мислите? Вас мислам. Јас лично. Не ми е јасно прашање, не кореспондира со мене. Бидејќи Лјупчо Легески вели дека во негов мандат 2/3 од централниот комитет биле бугарофили, една половина од извршниот комитет биле бугарофили. Нели тоа 2010 година јас во интервју за емисијата во Центар во Делчево снимено, тоа е легендарна изјава на Лјупчо Георгиевски, тоа е неколку дена пред прослава во јуни месец на годишнина на роден ден на ВМРО ДПМН. Дали Зоран Ефремов бил дел на бугарофилската или не бил дел на бугарофилската линија на ВМРО ДПМН? Прво сум изненаден што на таква небулозна изјава е прогласувате за легендарна. Второ, а зашо небулозна? Човекот перцепцијата на господин Георгиев кого става во извршениот центар, може би прз база на тоа го има направено, не знам. Господин Ефтов, во политички партии во Република Македонија царува клиентелизмо, или ефемистички кажано, поточно колоквијално, полтронизам. Стока, пари, стока, што учиме во економија. Или во економија, стока, пари, стока, токму така. Значи, клиентелизмо. Важно, најбитно во Република Македонија, во политичкиот живот на Република Македонија, е да знаете кога да кажете царовен мртов да живее царот. Добро. Сте или не така сте, што, мислам? Не, далеко не сум, ни најмалку не сум се почувствувал, поради работот со Димовска, некој ме ставал во тие линии, поради ова, но никогаш. Никогаш. Добро, луѓето на Доста Димовска за вас. Исто така. За вас со многу одбрани зборот. Дека вие сте човек на место,
дека сте биле на линија на ВМРО ДПМН, но на старо ВМРО ДПМН, доста Димовско, Лјупчо Ѓоргиевско ВМРО ДПМН, дека оние штабови, или како да ги наречеме центри на Агенцијата за разузнавање што биле низ цела Македонија, единствено вашиот центар во Штип не бил расформиран и продолжи да функционира, така што нормално беше прашањето дали сте дел на тој или не сте, ако не сте, одиме понатаму. Нема центри на Агенција за разузнавање за Република Македонија. Нема. Вие бевте во Штип. Да, јас сум во Штип. Не е центар, значи тоа е едно канцеларија. Наследено од работата на претходната кога заедно бе Агенција за разузнавање и Управата за државна безбедност пред да се направи реформата. Така што постојат само во Штип и во Битола, инаку тоа не кореспондира и согласно статуто на Агенција за разузнавање, они не функционира. Значи јас да, но номинално сум во Скопје. Господин Ефремов, Штип и Ново село се веќе споени. Во минатото биле два различни субјекти. И Штип и Ново село се битни во македонската историја, посебно во ВМРО-ската историја. Од Ново село е Ванчо Михајлов, од Ново село е сега нели семејството на Никола Груевски, од Ново село или од Штип е пола од оваа експертска влада, вклучително Киро Глигоров, кој беше прв македонски председател во независна Република Македонија. Има мноштво на контраверзи. Од тоа дека Ванчо Михајлов бил влав, па дали влашката линија доминира во историското ВМРО или не доминира, зошто се обраќаат кон таа влашка логистика, структура, дали поради пари, дали тие имале чист некој македонизам и така натаму и така натаму. Прво, како вие го дефинирате Ново село и Ванчо Михајлов? Тие се континуитет на ВМРО ДПМН после конгресот во 1995 година, Кичевскиот конгрес, или не се, бидејќи сега ова што го слушаме и што го гледаме, навистина наидува на не на историски контраверзи, туку не на историска папазјање која партијата не знае од каде тргнала и веројатно не знае каде ќе заврши. Да. Сега, во вашето искажување, господин Ефтов, имате две, барем јас можам да одам две прашања, кој што второто, каде е сега ВМРО и каде ќе заврши, е многу поинтересно, но сепак да одеме по ред, да се навратам на првото ваше прашање. Прво, извинете што нема согласам дека тоа е Штип е инаку познат како Ерусалим на Балканот, или за словенството, или за бугарска држава, како што викат бугарите. Штип. Штип. Значи не Охрид, туку Штип за бугарската држава. За бугарската држава, за тоа што токму поради таа плејада на личности кои што помогнале во создавањето на бугарската држава. Збирате? Така бугарите го доживуваат Штип. Да. Сега. Кои се тие личности, да речеме, мислам, сега, дозволите дека не ги знаеме тие личности, кои се тие личности кои се не видите, да речеме, ако земете еден Љубомир Милетич, речеме учествува во создавањето крејање на Бугарската академија на науките. Па исто во Македонски научен институт. Ако земете браќата Костенцеви. Мислите, Македонскиот научен институт во Софија? Да, во Софија. Да, во Тоа што е на Пиротска борба. Чисто нели да само е сега седиштето, на ВМРО БНД на Красимир Каракачанов. Зградата на Пиротска 5, кога е направена во времето на Ванчо Михајлов, всушност се води Македонски дом. Значи така се нарекува Македонски. Да, тоа е Македонски дом. Како што има нели сега разни бугарски и хрватски. Значи нашите гледачи да знаат, тоа е спроти ЦУМот во центарот на Софија. Значи некаде подвожњакот и некаде на 100 метри спортивно од ЦУМот. Да. Бившиот или порано хотел Шератон, што беше Гранд хотел. Кај халите ги подати се наши. Значи тука па тој, значи дом на ВМРО БНД. Дом на Македонија. На Македонија. Да. И овде се слави денот на Македонија, значи, Светиот Дух. Го сметат бугарите како Ерусалим. Да. Гледате, толку луѓе излега од Штип. Еве да имаме ова друга линија, Киро Глигоров, Михајло Апостолски, Дедо Михаил, па Александар Цане Грличков, значи тоа се клучни играчи, или Киро Глигоров, Александар Цане Грличков, тоа се играчи кои ја креират и политиката во поранешна Титова Југославија. Видете, добро е што испомнавте четворицата. Мене ми се најмили, најдраги. Да ви кажам, сите четворица имат настрадано во живот поради тоа што биле македонски определени личности. Значи,
Како е прета таа разлика македонски Сега и бугарски? Значи, бугарите го сметат Овие се како е Русалим на бугарска држава. Како таа дистинкција, значи Штип ми е многу битен град, бидејќи Михајло, јас се извинувам, ама морам некој пледоје. Михајло Апостолски го прави февруарскиот поход, кој треба да експлодира со револуција, со НОП 44 година во делот на Источна Македонија, не успева тоа да го направи. Значи не успева тоа да го направи, завршува тамо со првото заседање на Аснон, 2 август 44 година во Прохорчински. Значи не успеа Штип да се крени Источна Македонија во текот на Втората светска војна. После второто заседање на Аснон, 28-29-11-1944 година, Апостолски пишува писмо, телеграма, до овде присутните војски на сојузниците. Во тоа време се присутни и англиски војски, и амерички војски, и бугарски војски, и француски војски, и во кое што бара да ја напушта територијата на Македонија, бидејќи Македонија ќе создаде сопствена држава. Токму поради таа телеграма, упатена на 29 вечерта, на 31 ден пред Нова година, стигнува телеграма од Јосип Броз Тито, во тоа време главниот на партизанските сили, и генерален секретар и врховен командант на партизански. Мораме да разговараме со општо познати факти, господин Ефтов, бидејќи за жал Нов и Пој. За жал, иако таа историја за мене во најголем дел е фалсифицирана и неприфатлива, но за да, знаете, како вели Анатол Франс во островот на Пингвините, он вели, историчарите, немој да создавате ново, ако сакаш да бидеш историчар добар, него само припишувај. 20 октомври ја објавуваме ова емисија, 23 за 3 дена, така да во предвечерие на 23 октомври, нели, помеѓу два празника сме, 11 октомври и 23. Да довршам за Анатол Франс за острова на Пингвини, значи он на конто што е историјата и какви се нашите историчари, бидејќи вика луѓето сакат да ги читат веќе познатите нешта. И кога вие давате нешто ново, нарушувате го нивниот мир и обично станувате непријател. Па добро, тој Горан Брегојч го вели, да ти се плюкне му песна која не личи на друга, кога прашува дали кради одредени рефрени, дали кради одредени рефрени, вика па да се плюкне му песна која не личи на друга. Бидејќи кога убото ви е научено на нешто претходно да слушате, вие само го видоизменувате, нешто го дотерувате и му го пласирате. Така и со историјата. Ако дадете нешто ново, се караат со вас. Па да. Се контрат со вас. За тоа и го спомнам сега токму тоа дело. Значи Апостолски го тоа прави и после тоа ја има среќата што оние преживува ги 7 јануарските ужаси, убиства, нели? Божик крвавиот 45 година. Всушност тоа е државен удар кој се случува во Македонија. Воен удар, бидејќи македонските единици го земаат Скопје и Штип, заземат реалните историски факти. Не тоа што опишуваат партизанските историчари. Значи, тоа е реален државен удар кој што завршува неверојатно крваво коледе. Значи, стварно завршува крв. Но Апостолски го за некоја среќа преживува тоа. Тие структури што се на Калето. Да. Тие структури што се на Калето. Да. Се структури партизански на Михајло Апостолски. Претежно лојални на Михајло Апостолски. Лојални на Михајло Апостолски. Да. И после тоа, после писмото од Тито дека фактички мора да овде останат единиците на сојузниците, Апостолски, знаете, како прво наименување е отвора војната школа во Сараево. Пратена во Сараево. Да. После тоа, неговиот Шура, Киро Глигоров, дори погрешиле кога пишувале неговата препорака за Белград, колку е он потребен на Белград, инаку адвокат од Скопје, па напишале дека е страшно добар економист и е потребен за да води следната петолетка во Југославија. Во Белград. Само за да го од тука оттргнат. Тоа е големе тај број. Тука е Димитар Влахов. Македонистичката цела структура. Едната се уништува, другата се праќа, повторно враќа во Бугарија, едната во Белград. Во Македонија не остана. Тоа е можеби најкруцијалниот период за Република Македонија, за Македонија. Тамо три играчи се Сане Грличков, Киро Грличков и Гривчев.
Гривчев не ми е Да, познато. нешто во финансии, после тога професор направен факултет. Сане Грличков финансии, е едно од името на кое што секој македонец може да биде горд што е македонец. Зошто? Значи, пишувањето на Беше Сане Грличков на пробугарски позиции? Не. Така го обвинува дека е на пробугарски позиции. Значи не. Значи Сане Грличков една перфектна фамилија. Па Штипска, татко му има страшно дека е на пробугарски позиции. Видете, Снимен во униформа одредена, нели, која таа. Видете, господин Ефтов. Овие структури на Каракашанов, нели, Елефирова таа фотографија, Втони- Кирил Глигоров облечен во нека униформа. Господин Ефтов, на бугарската армија војска. вака, ќе ми дозволите вака може да шетаме, нели? Но слободно вие. Само да не станете, инаку шетајте колку сакате километража, набите колку сакате во интервјуто, само да не станете. Нема. Видете, господин Ефтов, во билтен број 2 од 27 година, од разузнавачкиот билтен на разузнавателното биро на ВМРО, стои вака. Српските власти, значи зборам власти за тоа што не се народите опрашаја, властите, во делот кај, да речеме, ако се најде просто да разговараме за убиството на атентатот во Марсија, ќе ви објаснам зошто баш зборувам луѓе, не се влади. Значи, властите вака велат. Секој оној кој што се изјаснува за македонец, сушност се прикрива и станува збор за бугарин и криминалец. Тоа е, значи, оценка на разузнавателното биро. Не од сега. Тоа е извештај по однос на добиени сознанија. Оценка, не од сега. Оценка на разузнавателното биро, значи, ајде да речем тајната полиција на ВМРО историското. Да, 27 сакам да ви кажам, 27 година. Друго ми беше контексто. Контексто, секогаш ако некој се залага за македонски интереси, основно е да го прогласат за бугарофил, бугарин. Кој да го прогласи? Па, тука структурата околу него, населението во Македонија е најтешко да бидеш моментално македонец. Добро. Едино македонец со бугарски происход, падна испред тоа веќе мине. Ајде оиме чисто на поентата. Сакам само извинете да кажам за Александар зошто македонец треба да е горд што е македонец, земајќи го предвид Александар Грличков. Значи Александар Грличков, неговите теоретски расправите на Мито Хаџи Василев Јасмин за можноста да има комунистичка партија, еднопартиски систем и истовремено се развиваат пазарни економски односи, врз основа на нив денешна Кина, првата работилница во светот, всушност го прави тоа. Значи, Кина ги зима материјалите на Грличков и на Мито Хаџи Василев Јасмин и, бидејќи она не е подписник на Светската асоциација за авторски права, 1977 година, значи тоа е времето веќе на Денг Сјаопинг, значи Александар Грличков заедно со сопругата, тоа пишува неговите мемуари, тоа не е мој измислување, значи кинеска држава, како што вели тој, на ниво на председател го пречекува во Кина и 2 недели го удостојува, бидејќи не може да му ги плати Со председателски почести. Александар Сане Грличков е примен од Денг Сјаопинг, односно структурата на Денг Сјаопинг. од Денг Сјаопинг, директно и од Денг Сјаопинг, да. Ова Шангај, целата таа сега развој, Значи, политика да, во Кина е дело на Денг Сјаопинг, а Денг Сјаопинг тоа го потпира на теолошките расправи на Сане Грличков. Ако се сеќавате низ историјата, верувам ви е познато, крајот на 60-те години се појавуваат тие ПП предпријатија, приватни предпријатија, тоа трае некои 3 години до првите промени на Уставот 72 година. Мислам и Кардај го поништува. Тоа е модел кој што Тито го презима од Александар Грличков. Сигурно. Ајде И заврши во Словенија. Значи, кратко сега. Жика Лазич. Голем шеф на ајде како да наречеме КОС, ние нели знае, така ја нарекуваме КОС, служба на војската на него. Значи ова е воената служба, значи тоа е Жика. Добро, тој станува и министер за внатрешна За внатрешна. Значи он е шеф на нели и кога ќе дадат бија да речеме кои биле претходници, го стават. И него го стават. Го стават и него тајна структура, значи дел на војската, дел на полицијата, нели? Најголемиот злосторник кој што било кога, ако за мене 20 век е век на геноцид на македонскиот народ. Најголемиот процент, ако може да се земе, малку е тоа вулгаризација на зборо геноцид, да земете процент, но ако некоја 100% бројка постои како бројка на убиени и раселени лица, најголемиот процент е дело на
Жика Лазич. Не те се прашам. Значи ние мораме да стигнеме како ВМРО. Знаете, македонската сага е тешка и ние мораме нели да што се вели да користиме и разни бетонирани позиции кои се во историјата, во јавноста, кои не одговарат на реалноста, но се бетонирани во одредени фази на нашата квази научна мисла. Значи тој пат на ВМРО од Бугарска до српска инсталација во Македонија мора да помине преку Жика Лазич. Тоа е неговата теорија дека треба да се земат дел од македонците и тие македонци да се конфронтират со ВМРО, да се направи во наводници братоубиствена војна, бидејќи само со македонци вие можете да се борите против македонци и на тој начин Србија да ја претвори Македонија во Стара Србија. Тоа е неговата теза. Тој преживува еден атентат од човек кој е лојален на Ванчо Михајлов, мислам дека умира подоцна 50-те години во Канада, никош психички не може да се Момчилов. Да, од Момчилов. Никош не може психички да се опорави од тој атентат, бидејќи Не од атентатот, од затворот после. Од затворот, значи умира во Канада. Кога атентатот, ниеден ВМРО-вец нема да се вознемира од атентат, малку од затвор. Не, билам за Жика Лазич. Момчилов Жика Лазич никош не се оправува. Не се оправува. Тој Момчилов нели со потекло од, мислам, од Оиран, ако не се лажам. Да. Видите, тоа е една многу интересна приказна. За мене е тоа најдобрата разузнавачка игра на ВМРО и на разузнавателното биро. Бидејќи нафрлат го Момчилов како агент на српската служба, ствари, тоа е Југословенска кралска. Како соработник. Како соработник, како соработник, добива задача да го убие Ванчо Михайлов. На одреден ден се пушта гласови низ Софија дека е убиен Ванчо Михайлов. Но видите, гласови се пуштија и на 31 август 24 година дека е убиен Тодор Александров, и официализацијата на неговата смрт беше 2 недели после тоа. И бидејќи немаше никакви проблеми, и исто така 24-та, не 34-та. 24-та. 24-та, да. 24-та? Рекол ти 34-та. Да, 31 август 24-та. Значи српската служба размислува дека и сега е иста ситуација, бидејќи стасале гласови, но нема официализација. И на тај начин го пречекуваат уште во Ниш, после границата во возот Момчилов, за да го однесат директно на прием кај Жика Лазич. И сега Има две верзии. Има две верзии, знам ги двете верзии, едната е ваша, едната моја. Едната верзија е дека има жилет. Не е возможно да има жилет. И дека со жилет му е прережувал. Че не е можно да има жилет, а они го пречекуваат толку за нивен човек каротида. Каротида. И потоа јас што имам информации. Тоа се двете верзии како е извршен атентат. Да, 3-4 куршума кои што ги пука но за жал и се самоубива. За жал Жика Лазич преживува. Ванчо Михайлов е веројатно најголемиот мајстор на конспирација. Никој втор пат, а тоа е прв пат. Втор пат, тоа се тие хипотеки кои што сакал да ви зборувам за ВМРО сега, кои што Мицковски не знае колку хипотеки има да раздолжува сега од тоа што он влезе во ВМРО без да знае кои се хипотеките и долговите кои што мора останати од претходниците. Една од тие е, да речеме, 32 година Петар Шанданов, војводата Петар Шанданов, оди во Париз, се среќава со извесен високо поставен агент на Југословенската служба Шантич и добива пари повторно за истата задача. Со убиството на Ванчо Михајлов. Не се заврши тоа. Кога се вели конспирација, има, нели, Тодор Александров, па по 2 недели тоа се објавува, па исто има и за Ванчо Михајлов, па по 2 недели, нели, се чека, еве го со Момчилов. И истото беше случај со Ванчо Черноземски, го нема него година дена. Југословенските служби мислат дека е убиен, дека загинул во некои пресметки во Софија и така натаму и така. Но се појавува во Марсија на 9 октомври 1934 година. Значи, велемајстор е Ванчо Михајлов на таа конспирација. Значи, мислам дека луѓе кои го поминале овие војни школи на поранешно JNA, велат дека на тие разузнавачки курсиви и школи на поранешно JNA се анализира моделот на конспирација на Ванчо Михајлов. Не им кажуваат чиф е тој модел, но од која завршува целата толбок им кажува дека моделот на конспирација е моделот на Ванчо Михајлов. Моделот на конспирација на Ванчо Михајлов е многу интересен. Неговата изрека е 1 и 1 се 11. И со луѓе што сум разговарал, бидејќи имате во Македонија вие стварно многу луѓе кои што ќе кажуваат дека били и се среќавали. Јас бев во славното
самата Мечкина дупка, како што беше кодното име на операцијата против Ванчо Михайлов на Сојузен секретаријат за внатрешни работи. Мечкина дупка. Мечкина дупка. Значи, волчешка дупка е вама Да, Мечкина дупка, за Хитлер, значи за Ванчо Михайлов е Мечкина дупка. Мал човек бил, велат, метар и 60. Така, вие да имаше колеги кои што знаат таа акција од во, некои велеат дека е Орлово гнездо, други велеат дека е Мечкина дупка. Тој е станот Станот во кој живее господјата Вида Боева. Вида Боева, и јас бев тамо. Вида Боева Попова. Вида Боева Попова, да, тоа е полното име и презиме. И бидејќи Менче за цело време води дневник. За целата извинете, јас треба малку да ги појасна работа. На 50 на 1000 луѓе се обраќаме. секако право сте. Значи Менче Карничу, значи претходно атентаторот на Тодор Паница, Бургер, па да ја завршиме линијата, човекот кој што го започнува, братоубиствената војна ја започнува 1907 година со убиството над Борис Сарафов и Гарванов. Од таму започнува братоубиство, пред тоа нема. Тоа е по наредба на Јане Сандански, праве Паница, Менче го убива во Бург театар на славната представа од Пергин и жените се секојаш мажи во ВМРО. Жените се најголеми мажи во ВМРО. Да, видете. На толку славни комити жените се. Знаете како веќе маđarски амбасадор кој што во времето на убиството на Прелевич зборува за Мара Бунева, вели оваа жена еден ден кога овој народ ќе биде слободен, ќе го заземе на високото место на пиедесталот на историјата на овој народ. За жал, ние до ден днес имаме глупости околу Мара Бунева, со Ванчо Михайлов. Ванчо Михайлов. Да. Мечкина дупка. Да. Сопругата негова од Крушево има влашко потекло. Да. Ванчо Михайлов е влав или не е влав? Не е влав. Зошто ти е приказни дека Ванчо Михайлов е влав, дека од Нова Село? Добро, наистина Ново Село, мнозинското население тамо биле власи и веројатно се влече некоја линија дека Ванчо Михайлов е влав, па дека таа влашка линија доминира во еден период во историското ВМРО, па на крајова ВМРО што е во Бугарија со Красимир Каракачанов обвинувањата дека е со каракачанско потекло, нели презимето од каде доаѓа, па дека има влашко потекло, дека од Русе горе, дека тамо нели на границата со Романија и така натаму и таа приказна за влашка присутност или доминација во ВМРО трае веќе 10 на 20 години. Да, освен за Јане Сандански и за Питугули, јас други не знам. Дека биле власи, етнички власи. Макар што реално во ВМРО има етнички власи, етнички турци, македонци, бугари, видете, мора да земете да предвид времето во кое што ВМРО како такво функционира во Бугарија и во даден временски период, тоа е од 15 до 25 година, па и предходно, да речеме, пред Балканските војни, ВМРО станува нешто модерно, нешто сега со време да бидеш член на ВМРО. Кога гледаме ова серија Сенки на Балкан, или Сеништа на Балкану, всушност историското ВМРО се представува како некои криминалци или шверцери со опиум од Македонија, на сериозна структура, најмокна терористичка организација во тој период во Европа и дека секој кој сака тука во овој дел на Европа нешто да направи мора да има соработка со тој историско ВМРО. Па затоа разни служби, руски, Коминтерна и така натаму, соработот американски, секакви други нели служби, соработот со тоа едно историско ВМРО. Да. Ајде пред да доме до историско едно прашање. Вие го имате врбувано Красимир Каракачанов да работи за македонски служби? Не, ние сме генерација, нема кој да сме. Подобро, вие само тие што не се генерација. Не, Красимир Каракачанов јас барем учествувам за пријател. Вие сте ги врбувале само тие кои не ви се генерација, ова што го кажавте. Тие што ви се генерација не сте ги врбувале. Не, зборот ми беше, кога Красимир Каракачанов е во Македонија. Која генерација он е 65-та година? 65-та. Значи јас сум исто на факултетот тоа време во бил тука врбон, бил тука во некоја размена на студенти во студентскиот центар Гоце Делчев тука што е Карпош 3 или Карпош 4. Тоа се легенди за кои што имам слушаат. Добро, са тоа го говори Слободан Богоевски. Ако говори Слободан Богоевски го паметам како една исклучителна личност. Како говори Павле Трајнов како министер на националната. Говорат дека има снимка на некоја средба во Штип, има снимка на некоја средба во Штип,
каде што Красимир Карчанов е документиран дека работи за македонски служби, вие сте уштип, викам ајде да спојаме 1+1 2 во нашата професија или 1+1 11 што би рекол Ванчо Михајлов и да ве прашам дали вие го имате врбувано Каракачанов да работи за македонски служби. Видите, господин Естов, во Македонија постојано разговори се некој некаде нешто има. Никој ништо не покажува. Они знаат, Ама вие не ги постојат снимки, покажувате, постојат зато се тајни служби. Снимките се чуваат, се користат за не дај Боже, кој македонецот Куборот што го чува за не дај Боже ситуации и вие што се дел на тоа разузнавачко милие ги користите снимките за не дај Боже ситуации или за некакви ситуации кои одговарат на некои процеси. Не сте го врабувале Каракачанов. Јас се сигурно далеко од тоа. А овие што се од Штип сега у БГНС, што сај да не спомнам име. БГНС, да. Вела дека е целата свадба документирана негова. И кој бил, и како бил, и кој присутствувал, и што зборел, вие да не сте правиле тоа. Не. Сигурно? Видите, господин Естов, јас никош не сум работил за пета управа, тоа беше специјалност на пета управа. Јас секогаш сум работил оператива. Така што сум далеко од тие работи. А лично се сомневам во целото тоа. Лупчо Нешков е со потекло од Македонија. Гледате, он е главен играч преку БГНС на целата ова политика. Кажува некоја приказна за Голи Оток, за некои операции кон неговиот татко. Неговиот татко со потекло од Прилепскиот крај, завршил во Тузла, ако не се лажам, тоа во мамарите неговиот татко го пишува, а не на Голи Оток. Меѓутоа тој е главна тупаница на една Бугарија која влезе во некаков отворен конфликт со Македонија и на крај се ми се чини дека Бугарија трајно има изгубена својата позиција тука во Република Македонија. Да. Лупчо Нешков, Вака, значи во во моментот. Сте го имале на оперативна обработка Лупчо? Јас не лично, веројатно службите сигурно, службите. Видете, господин Естов, поднос на Лупчо Нешков. Значи моментално тензијата во Бугарија по однос на тие односи кои што никако не може да ги средеме и одржува БГНС. Моментално бугарските избори завлегува во една по мене по Бугарија исклучително лоша тема која што може многу лошо да се одрази на идната Бугарија. Имено Пеевски ја нафали темата и за неа сега се најмногу зборува за повторно отварање на досијата од Возрожденскиот процес. Тоа е процесот кој на турското население се менат 80-те. 82-та, 3-та, 4-та година. До 6-та некаде трае. И моментално бугарско општество тај удар што направи Пеевски, бидејќи се во и турска држава тука, е во многу лош состојба. Во многу лош состојба. Ние сме сепак со Бугарија може ли да објасни? Повелете. Пеевски е прв човек на турската партија. Пеевски е прв, турската партија се подели и Пеевски е прв на ДПС нов почеток. Успева да му е преземи на Ахмет Доган. На Ахмет Доган, да, во право сте. Овој Валканов, што беше во изборите тука во Република Македонија вклучен, кој беше порано втор човек на мултигруп, сега некои рудници има тука или мини, како ги велат во Бугарија. Значи, тој е присутен тука, а ја него треба да го снимам во мултигруп, седиштето на мултигруп во времето на Илија Павлов и дури човекот вели кого сакате можам да ви го договорам за интервју, па велам ако може Ахмет Доган и ми ги договара и Ахмет Доган цела една структура. Наредниот ден веројатно ми испитале кој сум и шо сум, ми откажува и Валканов интервју за емисијата во Центар и онака ко кула од карти, како домино, почнуваат сите други што ми ги имам договорено да ми откажуваат, така да тоа е една сериозна, во наводници комунистичка бугарска инфраструктура, но овој Пеевски успева и таквиот Ахмет Доган да го порази на политички начин. Значи дека е на сериозна структура во Бугарија. Видете, сериозна структура, ајде да завршам просто со Бугарија. И сега со возродителниот процес, како што они го викат, сепак Бугарија, југоисточна Бугарија, тоа е Хасково, Крџали, таму не постои бугарска држава, таму владее шеријатското право, таму не се зборува бугарски јазик, така што Бугарија е во многу лоша состојба.
Нема бугарски инвестиции, ништо нема. И сега со ова што прави Пеевски, Тоа е југоисточна Бугарија. да, југоисточна Бугарија, да. Но не полека доле на границата према. Да, па тоа е она, ако се сеќавате кој што го бара Ердоган за повторно преиспитување на Лозанскиот мировен договор, сега последното не знам дали знаете, бара и од другата страна повторно преиспитување на Сеид Пинто. Од тамо Бојко Борисов се обиде, мислам преку министерот за култура, што го стави во првата и во втората негова влада. Вежди Рашидов, да има некоја контрола на процесите, нема никаква контрола на процесите, тамо се и овие тутунски комбинати, тамо и они шверц цигари. Добро, има, значи видите, има контрол на процес, тоа е руската контрола на процес. Значи, и ничија друга. Контрола на процес. Значи, разликата меѓу оно што е во Македонија и Бугарија, знаете што е? Што бугарите пред да започне целата приказна, 1989 година, има 3-месечна округла маса. Колку да ги договорат нешта, како во иднина. И потоа си продолжи повторно руската приказна. Кај нас немавме округла маса и само си продолжи. Тамо бе Тодор Жуков, па беше Лилов, па беше Луканов, па еден со друг си. Луканов губија. Да, тука е Мултигруп, па Мултигруп го реше со Иван Павлов. Така беше целата. А претходно го стави Иван Павлов во контекст на атентатот на Киро Григоров. Тоа беше изјава на господинот Фрчковски. Тоа беше сериозна личност. Изјава на господинот Фрчковски, пресконференција, поточно речено пресконференција на господинот Фрчковски. И имаше пред 3 години, значи ова е после короната, значи една година, јас тоа го гледам, подготвувајќи се за интервју со еден Горан Пајич, кој беше дел на обезведување на Слободан Милошевиќ, или оној атентат на Киро го анализиравме во таа емисија, и подготвувајќи се за интервју со него, гледам некое интервју, емисија на Миломир Марич, кој не е присутна тука во Македонија, но тамо на Хепи телевизија објавена, после дури и на интернет е објавена, кај што Миломир Марич вика раката на југославенски кос, тоа е значи службата на југославенската армија, дека раката на или трагата на југославенски кос преку мултигруп се гледа во атентатот на Киро Глигоров. Прави значи знак на прави врска помеѓу мултигруп и југославенски кос. Кос кој учествува во операциите за рушење на Чаушеску во Романија, Миломир Марич, кој се е близок до српските, мислам. Од секојаш бил близок. Од секојаш бил близок. И има информации за луѓе на вистината. Има ли линија која можеме на Кос да ја најдеме кон мултигруп? Не. Кос кон мултигруп да, но не Кос мултигруп и атентатот на Глигоров. Тоа е веќе една замена на тези со намера да се пренасочи вниманието. Видете, значи Кос и неговата долга рака, кој што вели Милан Марич, прв ја кажува Стево Крајчич. Стево Крајчич 83 година вели, толку е силно поставена нашата служба, може само светска војна да ја разруши. И ако се кајат од 83-84 година, беа они познати големи брзи смени на директори. Знам во Штип, во неколку месеца смени 50 директори. Тоа е поставувањето на големата рака на Кос. Сега имам тука некои 40 прашања, сега има Баков гостин кој бил дел и на разузнавањето, бил дел на министерството, плюс историја читал, плюс ВМРО, плюс мечки на дупка со Ванчо Михајлов, се знаете со Вида Попова Боева, иначе сега ќе искористам приликата па да кажам и да поставам прашање за се што е интересно. Кога се вадат првите депеши на Викиликс, што се случило, како случило, јас снимам интервју со генерал Мишковиќ, во 2 мандати прв човек на КОС, или на војното разузнавање на војската, значи 2 браќа генерали Мишковиќ, 8 години клучен човек, кај Јосип Брос Тито, нели Јованка Брос го обвинува дека тој учествува во првичната разделба на Тито и на Јованка Брос. И тој вели врз база на депешите на Викиликс, ние сваќаме, значи тој што бил човек прв на КОС, дека американските служби не можеле, воопшто не пенетрирале во структурите на КОС, значи толку била цврста таа структура на КОС. Значи ова само дополнение на тоа што кажувате за Крајчич. Околу извештаите... Толку ли била цврста таа структура на КОС? Не. Значи структурата на КОС постојано внатре постојат судири и елиминации помеѓу српскиот дел и хрватскиот дел и аналогно на тоа оние кои што инклинираат кон Србија и оние кои што инклинираат кон Хрватска. Тама се постојано судири и судири и судири. Да, постојат и елиминации со надворешната емиграција, кои што го прават, нели?
И тука обично секој својо си го ниште. Србите се задолжени за србите. Да, Срби задолжени за Хрватите србите, се задолжени. Ние наша среќа. Аркан го делат бидејќи е роден на границата помеѓу Србија и Хрватска, таму службувал таткома, па можат сите да го Може би да го делат Аркан само по тоа кој да го ангажира, инаку Аркан беше извршител. Така што во однос на Македонија, Овие наши играчи, Тома Фила, ови што беше министар за правда во влада на Анте Марковиќ, па кој прв го прави законот за Марковиќ врз база на кој се приватизирани сите предпријатија тука во Република Македонија, и нив можете да ги видите во текот на летната сезона во Охрид како секој ден пијат кафе, да не му го спомниме, нели? нема потреба да спомене на добриот професор. Да, тие се тие Тие се тие. Тие се тие структури. Тие се тие. Кога ќе речат бугарите длабока држава, Добро. мислат на тоа? Да. Тоа е таа длабока држава која што постои. Како не го елиминира Ванчо Михајлов? Кој го штити? Прво, Ванчо Михајлов не може да навлезат во него за да дојдат до него. Че има премногу одени луѓе околу него за да може да допра до него. Едениот момент. Втори момент, Ванчо Михајлов ВМРО продолжува да действува и има многу добри релации со америчките служби, англиските служби, италијанските служби, француските служби и по искажување на еден близок пријател на Ванчо и помошник од Белгија, кој што почина пред неколку години овде во Македонија, многу работи вршиле, кои што не може да ги вршат некои други. Со помош Да. на Ванчо Михајлов. Со помош на Ванчо Михајлов, така што биле должни. Второ и трето веќе, Джовани Атанасов кога го добива престојот, правото на престој во Италија, го добива со прилично помош на Ватикан. Джовани Атанасов. Джовани Атанасов е името под кое се запишува бегалецот Ванчо Михајлов во Италија. И сакајќи да се навратам на депешејата од Викиликс за кој што зборат, и се појави овде едно депеше во кој што Ванчо Михајлов 46 година, мислам, во Егејска Македонија договара со кои си луѓе... Граѓанска војна. Граѓанска војна, во Егејска Македонија. Да, и тоа се појави и дојде во судир со некои, тогаш уште бев и пристоен по овие социјални мрежи, вика, кој си ти да негираш информација од ЦИА? Викам, слушај да ви кажам. Че јас заминав на Институт за национална историја на историски науки, магистратура, со намера да научам како се чита пред се историјата и што е историјата, што е филозофија на историјата. Не за да бидам магистар и фала на Бога, никош не станав магистар. Меѓу другото, едни од најбитните науки во историските науки, во користење на историја се херменутика и екзегеза, кои што дават како да читате и што да видите. Сега, ако го гледате таа депеш, ќе видите дека она е озаглавена со 7 месец 46 година. Мислам дека беше 46, не беше збор за годините, но други датуми источни. А истовремено писателот, создавачот зборува за настан кој што се случил во март месец 46. Значи некого преку некого му било кажано. Значи воопшто недостоверен податок. И на тие што се карав, јас не негирам дека тоа е текст кој што се е напишан на кој се вика на ЦИА документ. Ја не негирам дека е тоа ЦИА документ, но негирам дека е точна информацијата. Бидејќи токму во тоа време Джовани Атанасов, Ванчо Михајлов се наоѓа во прифатен логор во Знаете, господине, Северна Италија. Ефремов, мислам, вие повеќе ги знаете тие работи. Моделот на КОС или на УДБА Белград е кога нема да успеат некои процеси да завршат како што треба, да ги контаминира тие процеси и да наметнат одредена верзија која им оди нив во корис. Да речеме фактот дека Вида Боева студирала во Белград и кога не успеа да стигна до Ванчо Михајлов поради тие 3 или 4 служби со кои имал блиска соработка и кои преку него и Ватикан кои вршеле одредени операции со негова помош, кога не успеат југословенските служби во наводници да ја завршат, да се разбереме. Ударот врз Ванчо Михајлов и желбата да се елиминира завршува веќе некаде со судиром на Тито со Сталин. Така што тоа се некои 3-4 години, кога далеко од тоа дека КОС е била способна да изведе таква акција.
преку Мариш, преку Дуга, преку целата таа машинерија пласира прикана дека вида Боева всушност била линкот помеѓу Ванчо Михајлов и Лазар Коришевски, дека преку вида Боева Лазар Коришевски всушност го контролирал Ванчо Михајлов. Така функционираше тој систем на полуточни, таму мора да има полувистини. Значи оние го зимат фактот дека она била у Белград, дека студирала у Белград и врз база на тоа прават еден наратив на лаги, на балони, на конструкции, така натаму и така натаму. Видете, господин Ефтов, вака, значи, теориите на заговор произлега од разузнавачки служби. Разузнавачките служби, за да ги сузбијат токму тоа, вие што ведете одредени информации кои што не треба да бидат пренесени и покажани, и се создава теорија на заговор. Сега, како вели Илон Маск, завршија сите теории, се е точно на заговор, дајте некои нови. Измислите некои нови. Сега има некои се вртат околу Израел, многу интересни теории на заговор, на кој што едната темелот на Кисинџер. Но како и да е, мене ми е друго беше поентата на збор. Јас во однос на пишување на магистарски труд побарав од најпрвата тема која што беше политичкото здружување на македонците во надвор од Македонија, надвор од Југославија во Европа. И побарав, бидејќи и јас имам пишувано, создавано, креирано такви материјали, од страна на државна безбедност, да ми биде дадено досието до ООН и Богдановски. Драган Богдановски. Значи, ова ви зборам за период 2007 година. 2007 година за 27 години. За 27 години Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора испишаа страници, томови за тоа што било, како било и зашто било. А ние се уште живееме во некои тајни, наводно нели ТБК, ДОМ, и кај нас уште е фама ДОМ, фама е Драган Богдановски, кој е, шо е, фама е Вида Боева Попова, фама е Ванчо Михајлов. Само да ќе ви кажам на телеграма од чешкиот амбасадор. Тоа телеграмата е во август месец 28 година, тоа е неколку дена по убиството на Протогеров. Чешки амбасадор во Софија или Чешки во Софија? Во Софија. Јасно стое на едно место, бидејќи поголема е телеграмата, тоа е цела анализа, каде што вели вака, амбасадор. Вели, Тодор Александров, вика, зошто убиен Протогеров? Бидејќи Протогеров инклинираше и соработуваше со бугарските органи, и беше против тоа да македонски чети се праќаат во Бугарија и ги има предадено и имат загинато наши чети на влезо, од кој што на границата, предадено на бугарските органи, вика, поради кој што Тодор Александров, Ванчо Михајлов се дебело нервира и тоа и дава наредба да биде убиен по претходната наредба донесена после убиството на Тодор Александров. И вели, Тодор Александров, Ванчо Михајлов е наследник на Тодор Александров и двајцата се всушност застапници на независна и самостојна Македонија без Бугарија. Ванчо Михајлов и Тодор Александров. Тоа опишува во документ. Саке ви забрането Бугарија дојде. Ве одам јас во Борисовата градина, го гледам споменикот на Ванчо Михајлов. Да, ќе ви забрана дојдете во Бугарија, бидејќи тие книги, анализи, истражувања направија, нели, да докажат дека Знаете како ако докажат дека Ванчо и Тодор се бугари, значи ВМРО бугарско, а ако ВМРО бугарско, тогаш и ВМРО ДПМН нели е бугарско и дека влада е во Македонија, што ни испиша, значи потрошија мастило тоа да го направи. Вие се велите дека Ванчо Михајлов 100% се борел за Македонија. Значи Ванчо Михајлов сигурно сте немал вака нешто бугарско. Вака ќе ви кажам, немал нешто бугарско малце. Нека било, значи вака да раздвоиме нешто. Понос на националниот идентитет. Не Савајле бил бугарин. Не. На пладне Македонец, Ванчо Михајлов или не? Видете. Во договорот од Берлинскиот конгрес, член 23, стои дека малцинствата мора да ги уживаат правата. Македонското население во Република Македонија, дали е малцинство на некого? Тоа не може да биде малцинство. Не може да биде малцинство. Нашите стари биле мудри и паметни и го измислиле терминот македонски бугарин, за да има на што пред друштвото на народите и другите меѓународни организации се борат за правата на македонците.
Да речеме една... Во Бугарија, дури со берлинскиот стекно, нели Сан Стефано, па берлински... Да, видите, дали знаете кој е Касус Бели на па и самата Балканските војни? Па и самата Бугарија е кнежество во првата фаза, знаете, само што малку е изнасилена таа теорија, дека го измислиле македонски бугарин за да можат да ги уживат малцинските права. Нема друго. Како инако како се бареме? Кој го смисли? Значи Жермен Петрова, македонска снага скопска. Кој е тој мозок што го смислил тој 1878 година или 1878 година не ни Банчо? 1878 година зашо? Па Берлински конгрес велите. Значи, у Берлинскиот конгрес стои дека малцинството треба да ги уживаат користат права. после Берлинскиот конгрес таа формулација. Јас ви зборувам за, да речеме, ова што ви зборувам е Касус Бели на Балканските војни. Значи, кога се договара тројниот пакт меѓу Грција, Србија и Бугарија, Бугарија има обврска да измисли Касус Бели према Турција. Причина, значи. Причина, да. Причина за војната, кажувам, пардон, извинете. Добро. На причина за војната. Причина за војната е ултиматумот кој што го доставува Софија до Стамбул, во кој што бара автономија за Македонија. Софија бара автономија за Македонија. Поради македонски, поради И бугарските... повикувајќи се на член 23. И таму се повикува на член 23 од Берлинскиот конгрес. Малцински права. Малцински права и бара автономија за Македонија, не бара приклучување. И затоа, после тоа англичаните се вклучуваат, тоа е 2013 година, почетокот на 13 година, и англичаните ги повикуваат турците и бугарите во Лондон. Че лондонската. И таму англичаните дават предлог да се прогласи автономија. Тодор Тодоров е некој представник на бугарската држава кој што тоа го одбива, затоа што бугари тоа време се мокни на терен, на војниот терен. Добро, во време на Стамболов они се четврта, петта. Америка 11. 11. Да, тоа е во времето на Стамболов. Значи тоа е крај на 19-ти, почеток на 20-ти тука недека, 1890. Да, Стефан Стамболов е до 907 година, значи, така почна, да. Така и некој Стефан Стамболов е еклатантен пример за подвојноста на македонците од бугарите. Бидејќи Стефан Стамболов, пред тоа има еден министер во претходната влада Ганчев, кој што препорачува да местните бугари се предпочитат пред македонците во однос на вработување во државните служби. Стамболов оде, уште повеќе донесува уредба на влада во која што вели се забранува на македонците да бидат вработени во државните служби. Значи македонци никаде не се спомнува зборот македонски бугари. И Костенце во неговите мемуари токму тоа он го пишува, бара да му дадат да биде нотар и оттамо секретарот на бугарската влада му вели: "Господин Костенце, вие сте, тоа е веќе Каравелов сега, значи не е Стамболов, Каравелов. Вели, вие сте Гарибалди за Българија, но пак господин Каравелов има донесена одлука да македонци не бидат примани во државни служби." Значи, јасно станува збор јасно е зашо станува збор. Имаме чисто дистинкција. Видете, јас, ако се сеќавате, Божидар Димитров, им пред 20 години беше објавил кој ќе ми даде доказ дека некогаш македонци наречувани као македонци. Па Ѓорги Радулов излезе... Ѓорги Радулов, да, но никој од тука не излезе. Радул излезе со 10 тези. Да, но никој од тука не излезе. Тоа се спротивсти на Божидар. За жал, Ѓорги Радул испадна после кога се отворија досијата дека бил соработник. Да. Но не може да земеме за зло, така било. тука- Сега да кажа, Александар Стамбулиски. Одеднаш не се станува, нели? Македонец. Да, одеднаш. А да, да речеме на Димитар Влахов, не знам дали знаете, му требаат 50 години. 50 Димитар Влахов на 50 годишна возраст, 1937 година, вели дека е македонец, кој живее во Москва. И вели дека највеќе внимание треба да се обрати на оние што се изјаснуваат како македонски бугари. Тие да бидат базата, врз база на... Не, треба да се посвете за да се доумат, условно кажано, и се расчисте што се. И само да ви докажам по однос на тие доказите во однос Божидар Димитров, Александар Стамбулиски, кога подпишува договор против ВМРО со Белград, јасно зборува во неговиот во парламентот на Бугарија. Тоа е, мислам дека е 18
собир на Народното собрание, не знам која седмица беше. Може да или од 923 До 23-та година, До да. 923. Не, јас као собрание кажувам кој е. Него тој е 923 година. Него го убија 24-та. Јануар месец, 23-та го убија. Го убија 23-та. Да, 23-та, па после тоа се случува да дали биде прифатен Лозанскиот мирен договор и замената на населението, бидејќи он е против тоа. Така што е ден од условите и тоа. Тој бен во Варна. Не во како се беше градо, не е Варна. Мислам дека таму Не, во неговото родно село убиен, ама се нема да ми текне просто. и дека тоа се оние приказни или што се раскажуваат. Дека убиен од ВМРО. Не, дека ВМРО го врши обезбедувањето на неговата вила, бидејќи ВМРО Да, таму лоциран и ВМРО го врши обезбедувањето. Го врши Но претходно е веќе заговор на воената лига и дека влегува атентаторот тамо, тоа е со сопругата и со ќерката, извинјавајте госпожа, извинјавајте господице. Ништо лично. Ништо лично, писто одговари дан. Тако ВМРО, вие на каква канта тропа ВМРО се сведовте овде, за тендери, за лево. Значи, вака сега. Видите тоа ВМРО кој е дрмало со Бугарија. ВМРО кој е била страф и трепет тука во овој дел на Европа, вие сте се свеле тука на едно вакво ВМРО, тендери, вработување. Видите, господин Ефто. Дрм ми дозволите. Каракачанов да се игра со едно такво ВМРО. Јас ќе ви кажам по однос со господин Каракачанов, може би ќе гледа оваа емисија. Сигурно ќе гледа, ако не Сигурно ќе гледа, ќе ме раскаже. Значи, ние со господин Каракачанов на темата договор меѓу Македонија и Бугарија имам посветено стварно многу часови. Многу часови. И учи нешто, сваќа, разбира или ништо. Не смее да прифати нешто. нешто. Ако некој го знае ВМРО во моментално, тоа е единствено Казимир Каракачанов. Значи, нема нешто што не знае. Однос на ВМРО. Поднос на историјата. Историјата на ВМРО. Значи, поднос на другиот дел, за македонското прашање, тука веќе не е. Но во тај дел. И ние денови часови поминаме за да утврдиме. И на крајот најдовме некоја средина. Добро, господин Ефремов. Ванчо Михајлов, 44-та година летото. Август. Не, тоа е септември месец. Септември месец. Од 4 до 7 септември. 4 до 7 септември. Тука главните средби во Пајко Мало ги прави. Главната средба е во куќата на Петарачко. Но има и во Пајко Мало. Тука може. Инаку престојува во Жестово. Населба Жестово знаете која? Не знаете? Не. Населба Жестово е денес Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Да, тоа било изледничка населба и тама има некој богат скопјанец кој што има... Со воз се стигало. Да, кој што има вила, а вилата била заземена и таму бил германскиот командант. Со авион, значи, доаѓа. Во денот кога доаѓа, он е кај некои пријатели од Загреб на ручек. И доваѓат германските некои курири или веќе што биле. Вида Боева го кажа? Да, во искажувана Вида Боева. На Вида Боева. Да. Во 14 часот. Енциклопедија. Неспорно. И во 14 часот го повикуваат настрано и кажуваат дека треба да дојде со нив и да замене за Македонија. Значи, тука нема никакви подготовки, нема ништо. Ништо нема. Ванчо Михајлов заменува преку Софија во Скопје и овде престојува тамо, праве разговори со Спиро Китанчев и најинтересни се разговорите кои што на тоа многу ќе навлеземе во историјата околу македонското национално движење. Ќе направиме уште една емисија. Македонското национално движење во оригинален назив МАНАПО и случувањата и Комунистичката партија од 18 март 43-тето, нели? Како и да е разговорот меѓу Китанчев и Ванчо Михајлов е ваков. Ванчо Михајлов го прашува: колку луѓе под оружје имаме? Китанчев му вели: по моје сознание располагаме со 5 до 6.000 вооружени луѓе. Станува збор за луѓе партизански. Во историјата определени како партизански чети. Кој се дел на партизанското... Толку се насе во Македонија, партизани. Значи, Китанчев му дава рапорт за вкупно број на партизани, не на луѓе кои организацијата ги има под контрола. Не, организацијата ги држе суд. Администрацијата држи организацијата. Адвокатура, нели, Дрангов е адвокат. Администрацијата, збориме за историското ВМРО, имат тука е, значи, контрол. Значи, по окупацијата на
окупација, бидејќи такви се извештаи кои што ги има во ова за некој пријател мој од Бугарија гледа, тоа се докази што сум ги нашол во бугарските архиви. Да, во бугарските архиви. Тоа го нарекот окупација на... Да, они самите тоа, командатот на бугарската армија објавува пред сите дека е извршена окупација на Македонија. И тоа е тоа. Значи, генерално земано, целокупниот апарат бирократски, така да кажем, или административен апарат, во Македонија е 100% македонски. Со тоа што едно добри, може би 30-40, нема 30, помалку, 10-15% се луѓе кои што доаѓаат од Бугарија. Тоа се наши иселеници претходно. Единствено, под целосна контрола на Бугарија остана државна безбедност, државната сигурност и армијата нормално. Тоа ќе анализираме друг пат, да не ни отиде емисијата ватарша, па вамо, па значи знаете отприлика што може све контраверза, тоа ќе треба едно 3 дена да анализираме. Значи доаѓа Ванчо Михайлов тука и Китанчев му кажува дека 5 до 6.000. 5 до 6.000 и заклучокот на Китанчев е дека недоволно за да се противставиме на српските сили. Македонија е изгубена, повторно ќе одеме под Србија. Ванчо му вика дека се согласува, претходно имава еден разговор со некои други, дека се согласува со тоа и дека е касно било што да се направи. Што мисли на српски сили, на Тито, на комунистичка Српски партија, партизански сили, Светозар, комунистичка партија. Мукмановиќ, Темпо и така натаму, значи на тоа мисли. Видите, господин Ефтов, ако вие имате период 13-та година, 14-та и во продолжение до 41-ва година, во кој што има безброј жртви, македонскиот народ му е преку глава. И он главните судири поради кои што многу од македонци се заминати после во Белград или елиминирани, сето тоа се токму поради тоа барање за независност и самостојност. Кога слушнале дека повторно ќе бидат со србите и дополнително веќе во почетокот се донесува одлука за на оние колонизаторите да им се врати земјиштето. Значи Ванчо Тоа Михайлов веќе пука се. септември 4 септември Да, состана како што се кажува кај Петар Рачков. смета дека тука веќе е изгубена работата, дека не може да се противстат тие 5 или 6 луѓе на српските сили во Македонија. Да. Тогаш е Македонија всушност оставена на Белград. Да. Ете, кога сум читал дел од тие архиви, ве велите дека дел од тие архиви се и лажирани, и фалсификувани, и направени. Коледе, црвеното коледе или Божик 40 крвавото коледе или Божик 45 година се дефинира дека тоа е личната гарда на Китанчев. Дека личната гарда на Китанчев, тоа е нели приказната дека тие се елиминирани и дека тие ги водат оние операции да одиме на Солун, а не да одиме на Стрем и на Сремскиот фронт. Вие се фрлате малце поинаква. Ајде да го затвориме овој дел со Ванчо Михайлов и со, за да можеме да одиме гол со Пета, Бајрам Амди и овие пикантерии што се, иако се многу поважни работи, но публиката сака малце и такви моабети да слушне. Тоа е личната гарда на Кетанчев или не е лична? Не, никако, мислам, никако. Тоа е една од причините, Спиро Кетанчев е исто така многу интересна личност и кога ќе ги прочитате архивите од неговото судење, ќе видите дека всушност за ништо го судат. Знаете, тогаш судењата се по основ на брзо потезно донесен закон за одбрана на македонската чест. Знаете, Ефремов, тамо и елиминацијата на Ченто, Методи Андонов Ченто, е направена поради некои средби негови во текот на 44-та година со Китанчев, со таа една структура која е власт во Македонија. Вие мене ме чуди од каде знаете тај податок, многу интересен податок. Кој јас? Да, многу интересен. Не, тоа е непознат податок за македонска историографија. Значи тоа станува збор за средба од јуни месец 1944 година. Средбата со внуката на Гоце Делчев, па таму била лична секретарка на Добро, може би, мене ми е драго. Јас не сум средбал некој друг што го знае овој податок. Значи, средбата е на Црвен, како се вика тука, тоа е планина близу Скопје. И на таа планина се случува средба меѓу тројца представници од администрацијата и тројца представници од партизаните. Значи, не се комунисти. Има еден извештај во СОА кај што англиската служба вели, ова е просто неверојатно. 600 комунисти освоија цела држава. И толку била бројката на комунисти. Значи, тоа е податок кој што никој не го знае. И да, таа средба која што ја предава Љупчо Арсов, бидејќи он е
тука се ново Штипјане од 6 души, 4 Штипјани. Лјупчарство ви ја предава таа средба и од таа средба сите завршуваат лошо, и истовремено таа средба, бидејќи се согласуваат они, и околоидно уредување, плуралистички систем, пазарно општество, се договарат и се е ворат. Лјупчарство не се спредставува на вие разговори. Само што дополнително потоа ја предава целата работа кај Лазо и се тука завршува, нели? Лазо е веќе излезен од бугарските затвори. И зашо станува збор, што сакам да кажам? Таа средба го иницира Асно да се убрза и да се случи. Таа средба во јуни месец, да тие 6 души кои што Лјупчарсов ги кажува дека договориле каква ќе биде идената Македонија. Тогаш Темпо реагира да мора да се создаде, како и сите братски држави во Југославија и во Македонија, Антифашистско собрање на народите на Македонија, така, за ослободување на Македонија. И тој го иницира брзото создавање. Вие имате на првиот ден делегатите за АСНОМ се 125, од 125 присутни само 60, од кои 20 се со невалидни декларации дека треба да бидат они учесници. И Киро Глегоров ја пишува резолуцијата. Тој исто малце познат податок. Значи, станува збор за првиот и вториот ден. Може ли нешто? Да, поведете. Спомнавте Манапо. Манапо. Да, Македонски народни покрет у Загреб е 35-та година. Така е. 34-та, 35-та година. Да. Вие тоа го спомнавте. Јас со Киро Глигоров сме снимале 40 дена. Снимени материјали, он на неколку пати на Манапо се враќаше. Се навраќаше на Манапо. Се навраќаше на Манапо. И се нели да не влегуваме во историски теми, бидејќи тама не излеговме во историски теми. Што мака му беше Манапо на Киро Глигоров, за да може толку збори на таа тема. Манапо е основата на се. И јас, мене ми е драго сега што вие имате записи од Манапо, значи јас цело време кога зборам за Киро Глигоров, ја му замерувам само едно, не сум го знала ова што вие, бидејќи јас очекував Киро Глигоров да каже вистина за Манапо, не член на Манапо. Манапо е суштината на македонското народно ослободување, не се партизански движења. Коста Рацин е дел од основачите на Манапо. И кога се случува петата партиска конференција во 37 година во Загреб, нели во близината на Загреб, пета земска конференција. 37 или 40? 37 мислам га. 37, не 40 сигурно, 37 кога само што станува Јосип Брос секретар. Генерален. И после некое време му приоѓаат на Манапо, под Коста Рацин, дека треба да се приклучат сите кон Комунистичката партија за да се ослободе Македонија да биде слободна, независна држава и естетера. Тогаш Коста Рацин му вика, за да бидете членови на Комунистичка партија, мора да се откажете од припадност кон Манапо. И Коста Рацин вика дека тоа е невозможно. Манапо е нешто сосема, тоа е движење, ова е политичка партија. И дека е тоа сосема различи, они нема како. Тоа е гревот на Коста Рацин, први кој ше убиен, долу 40 година. Глув, шетал, ноќе и темницата. Да, малку наглов, не знам. Темницата како Бах нешто е пишувал и што ли е било, па... Страхил Гигов. Да. И сега ќе поставам едно прашање надвор од ова, за да можам да го заокружам целиот овој процес. Скопје 2014 турски проект или спонзорирано Турција, ваша изјава. Прокси турски... Прокси. Ајде останем на зборот прокси. Може би идеја да пласирана за да се реализира и спонзорирана. Има некоја операција. Некој ја нарекуваат фаланга, некој ја нарекуваат поинаку, кај што структури Битола, тој крај Пелагониски, па и дел на Грција, па погрешка и нивни имења објавени, па операцијата контаминирана и така натаму, кај што е замешана турската разузнавателна, што би рекле бугарите, служба или МИТ. Тоа е Северна Грција, тоа е Македонија и доаѓа овој проект на Скопје 2014 година, кој всушност... извинете, не е проектот прокси, ние сме прокси на Турција визави Грција. Проектот не може да го наречеме прокси. Турција визави Грција. Непријателот на мојот непријател, мој пријател Восно. Ако Скопје 2014 во наводници турски проект,
идеологот во Македонија е Груевски или Ѓорги Иванов? Не би можел да речем идеолог, никој од нив. Значи, колку тие познават малку македонската историја, колку се малку македонци не може да бидат идеолози. Успева и Иванов Нив. да му ги наметни на Груевски Не. тие ставови Не. антиквизација. Тоа Не. оние ја го знаевте Никола Младенов, нели? И оние средби со Иванов што ги има присуство на Александар Димитров и така натаму. Иванов објаснувал како Пакистан или не знам, овие ги има добиено своите имиња. Добро, тоа е приказот за Македонија и Пакистан дека се исто, и тоа исто дека, име. да, дека е така. Иванов тие приказни ги кажуваше и години пред да дојде, да биде председател на државата. И некој вела дека тој Саркањац, едниот му има наметнато антиквизација, другите му имаат наметнато оној модел на Путин, владење на Путин и така натаму. Ко главни советници на Никола Груевски, едниот остана во сенка, а овој вториот стана председател на државата. Но клучната поента е, ако Ванчо Михајлов, кога бега од бугарската држава, првото прибежиште го наоѓа во Турција, мислам 34-38 година, дел го поминува времето на овие принцови острови, кои се сега веќе дел на Истанбул, тогаш беа нели со брод се оди тамо на тие принцови. Груевски зошто не бега во Турција ако Скопје 2014 е? Сега. Тоа е едно од Тоа сакам да завршиме, да закружиме и аквизициите на процес. господино Мицковски, кој што не ги знае. Мачарската служба, ние должиме многу на мачарска служба. Уште должиме. Должиме за пасош за Хасан Приштина. Должиме за пасоши на 15 други албански националисти. Должиме за 15 црногорски федералисти. Должиме за оружје. Должиме за патувања. Должиме многу пари. Како ќе се одолжиме? Не знам, тоа прашање. Со ова железничка пруга ќе се одолжиме нешто, ќе дадат некоја бензинска пумпа. Видете, трет мобилен оператор, ќе успееме ли така да се одолжиме? Околу долговите кои што ги има господин Мицковски, прво уште не е расчистено со софрите во Ново Скопје и во Берен. Таму келнерите, знаете, не добива доволно напојници, а југословенската служба не ги баш плаќаше и српската соодветно, не како што треба за работа во странство, така што тие долгови уште не се наплатени. Не е наплатен долгот кон Ексим банка Лондон. Не е наплатен долгот кон Русија по однос на престојот наш на мај месец 1924 година. Кој Ексим банка? Мислите на Югослав банката? Не. Ексим банка. Ексим банка, тоа може да прашате било кого, може да прашате господин Груевски, може да прашате било кој премиер. Ние према Ексим банка должиме страшно многу пари, бидејќи Ексим банка е финансиер 100% на фени и ние немавме право да го продаваме фени. И Ексим банка бара да бидат вратени парите. Не ми вратени парите назад. Мислам дека со деноминација кој веќе одете станува збор за 2 милиарди. 2 милиарди. Првата сума, 1900, може би да сами да пресметате, 1977 година е 287 милиони фунти. Фунти. Значи 2 милиарди во фунти или во долари? Не важно. 2 милиарди се 2 милиарди. 2 милиарди се, па макар и во денари. Што знаете што се 100 кила банана? Да. Значи 2 милиарди се 2 милиарди. Кога говориме за унгарска служба, значи тоа е Австро-Унгарија. Да. Будимпешта е задолжена за овој поисточен дел на балканскиот простор. Уште во писмата, да не речеме мемарите на Кирил Прличев, се говори за неговите средби со унгарскиот амбасадор во Софија. Како вели, оди до сефот, зима едно купче пари и ми го дава за да ја финансирам организацијата. Тие линии на комуникација се традиционални. Зошто Груевски или зошто Ванчо Михајлов не завршува во Унгарија, туку завршува во Турција? Тоаше Кемал Мустафа Кемал Ататурк начело на турска држава, еден мокен лидер како што е сега Реджеп Таип. Да, ма тај мокен лидер со различни профилации, но два мокни лидери. Да, најмокни во последните 100 и нешто години начело на турската држава. Господин Ефтимов. Ова е Ефтов. Да ви кажам. Трета среќа. Извинете, да, трета среќа, господин Ефтов. Целата приказна за турската современа држава започнала со Младотурската револуција. Така? 908 година. Нијазибеј. Нијазибеј. 1908 3000 луѓе од Битола. Од тие 3000 луѓе, Масонска. 90% се луѓе на ВМРО. Младотурската револуција е извршена со луѓе на ВМРО. И тоа го добро знае
Мустафа Татарка. Така што... Така му се одолжува Па, мора да се на одолжи. Банчо Михајлов. Банчо Михајлов. Бидејќи соработката со... Ѓорче Атанасов. Што се ошата? Или под тој псевдоним оди во А, Италија. да, Анастасов. Анастасов, Анастасов, Ѓорче Анастасов. Анастасов. Дали во тој Джовани. Джовани се зове. Бркате. Да. Следниот пат ќе мора да земам да си пишувам, за да може да комуницирам. Дали тој период 34-38 година? Тама имате многу интересни искажувања на секретарот на бугарската екзархија Добри Ганчев. Он е во еден период со него се дружи, патуваат на брод заедно. Тој период 34-38? Да, и според Добри Ганчев, рано утрото 9 октомври 36 година, пијат заедно кафе, Иванчо му вика, денес ќе биде голем ден за свето. Свето ќе почне да се движи во друг правец. 9 октомври е настаните атентатот во Марсеј. Да. Да не избега еден дел. Рековте чешка служба, чешки амбасадор, дел од овие главни архитектонски знања тука во Скопје, вклучително и Собрањето на Република Македонија, чешки архитекти го имат правено. Чешка масонска линија има некои елементи и во атентатот Не. во Марсеј. Значи присусна е таа чешка, ова говорам за масонска документација која сум можел да ја консултирам, да ја прочитам и така натаму. Чешка, значи освен Унгарија, односно Австро-Унгарија, и Чешка, Бохемија порано и така натаму има тука некое влијание. Чесите имат многу добри релации со кралството Југославија. Вака, господин Ефто, веќе кога сака да разговараме на темата езотерија и масонство. Добро. Тоа е април месец 1893 година во Солун се формира македонска лоза, масонска организација. 6 месеца потоа се формира ВМРО. И вие, ако го видите, ритуалот на пристапување кон ВМРО, он е еден те ист на ритуалот во масонската ложа. Библијата, камата и ножот, односно тука е што е ленир и шестари таму што е веќе. Едно те исто, значи се исто. Не ги знам јас тие работи. Не, че дека сте читале за тоа. Сум читал, драго ми. Така што господин Ефремов. ВМРО, вие прашувате зошто сега е така. Значи ние врќајќи се назад даваме одговор зошто сега е така. Господин Ефремов, јас само ви поставам прашање за да ги кажете сите тие работи кои вие ги знаете. Добро. Ако Значи гледате- сега да ако ви кажам, гледате во ВМРО е во голема целата- езотерија. Апсолутно. Страшна работа. Зато И ли- тука се обидува 2007 година. Знаете, ВМРО правеше ложа горе на како се викаше манастирот горе? Пантелеймон. На Пантелеймон, знаете сигурно. Вие сте како Дејан Лукич, човек кој што све зна. Не. Така што Јас на пример знаете дека таму ја имаше. на пример сум присуствувал 2005 година во Александар Палас на формирање на македонската Тоа знам, обединета ложа. Таму имав интервју со големиот оратор на британската масонска ложа, имавме договорено средба, односно наша посета на Лондон и пред да полетаме од Скопје со авионите на МАТ, се успака нормално тогаш, ни не отидовме така, можеби среќа, можеби не Господ среќа. Така сакал Господ. Дали тоа масонско присуство во македонското револуционерно движење и борбата за република, а не за некоја монархија, го запечати, тоа беше точка на целиот процес за формирање на независна македонска држава? Не. Не. Не, напротив. Значи, ако многу работи, кога ги погледнеме, ако не се вложиме да размислиме зашто сте збор, се стануваат чудни. Сега, замислете, еден балканец од Либљахово, така нели селото од кај ше роден Борис Сарафов, и тој од еднашка присуствува на балови, на собири на олигархиски структури, европски дворски структури. За Сарафов говориме. За Сарафов. Бон Виван, го смета Бон за Виван. најголем Бон Виван на Убав револуционерното. човек. Ама пазите, он оде на дворовите и присуствува на забави кои што ги организираат кралските семејства. Па заре мислите дека ако тука не се некои бели ракавици, Но тоа му се дава човечки лик на едно
Ево, тогаш е терористичка организација, терористичко движење, нели така го дефинират терористите на ВМРО. И зара мислите дека или ќе отидат со Манцини ќе разговарат Како Зоро. Да, или да речеме 24-та година, после завршувањето на состанокот со министерот за надворешни работи на Советскиот сојуз, односно на Мајскиот манифест, Милетич и Тодор Алесандров направио воз и директно Ми-6 во Лондон. Пазите, моля. Добро. Не се молам. Зар не мислите дека тоа случајност има? Вие сте ВМРО, така? Да. Фракција сум во ВМРО. Сега сте фракција, но сте ВМРО. Не, видите, многу е битно да назначам дека бидејќи сега моментално во ВМРО има 10 до 12 фракции, можеме да ги набројам, но непознати неќе да се покажат кои што со нас како фракција секој ден директно или непосредно и посредно контактира еден друг. Само ние сме официјална фракција, мора тоа да го кажам. Добро, Ефрем. Да се вратиме назад. Како заглавувате стално во некои руски води во историски моменти? Добро прашање. Премиер на Бугарија Данев. Стојан Данев, поточно. Стојан Данев. Он е на неколку пати станува премиер за Бугарија, за ова што ќе ви го кажам сега е во последниот, он е 4-5 пати станува премиер, по неколку месеци, не знам која му е судбината. 1913 година подпишува документ со Советскиот сојуз, во кој што Советскиот сојуз му вели дека Бугарија никогаш нема да тргне кон решавање на македонското прашање без да се консултира со Советскиот сојуз. Мислите со царска Русија? 913 со царска Русија. Со царска Русија. Но како е да со царска Русија? 917-та, 918. 24-та са веќе Советски Сојуз. Да, во право. Значи Бугарија од 1857, Русија 857 година известен професор Аксактиев, значи он во Санкт Петерсбург и тука ги собира упорно македонските студенти. И создава клима за постојано влијание на Русија кон Македонија. Тоа е таа линија што е, нели? Да. Како што се браќата Милено, и понатаму, нели, Да. Чуповски и ова, значи тие се сите таму. Сите се те Аксактиев е главниот професор кој што еден на други презема или после тоа продолжуваат, разбират, да комуницират, но како и да е. Главните изговор Тој е идеологот, значи. Аксактиев е идеолог кој што вели дека македонскиот народ е засебен народ и дека треба подитно да создадат свој јазик на кој што ќе можат да пишуваат своји литературни дела. Разбирате ли? И од тука почнува таа целата приказна. После тоа, Чуповски знаете дека на слова страна ги става зборовите на Борис Сарафов. Борис Сарафов го потенцира бидејќи македонската историографија до сега ги зимаше во предвид само левите. Сите што беа десни не постојат, никогаш не ставени. Потретиравме како човек, нели, кој е начело на организацијата 1903 година, дека го предава Илинденското востание, дека работи за Бугарија, па доаѓа Гарванов и така натаму и така натаму. Инаку исто така една личност која што преска спомна за Гарличков, за која што секој може македонец да се идентификува. Гарванов е единствен од организацијата, од лидерите на организација која технички. Он е имал завршено биохемија во Лозана. Технички факултет, Да. значи еве условно. Не Лозана, него Германија. Мицковски е втор со технички факултет. Да, иста судбина ги чека. Мислите? Да. А немојте ке Не, може кога. Ма јас со факти ќе му докажам тоа на господин Мицков. Гарванов завршува. Ако ВМРО во наредните 4 месеца не направи, бидејќи они овие што технички лица знаат да играат шах, ќе ги кажам со шаховски термин, не направи 2 гамбита и 1 рокада, завршено и со нив и со нас. Че мора да направат и тоа поредоследно. Гамбит, рокада мала или голема не е битно, но мора да има рокада и по линијата на рокадата уште еден гамбит. Тоа е единствениот начин кој што ќе ја спасе ВМРО, ќе спасе Македонија, ќе спасе македонската нација и истовремено ќе му возможи на Мицковски да го продолжи животот таму каде што го застил 2015 или 16. Дали е код на ВМРО големите лидери на организацијата, при тоа мислам и на историскот и на ВМРО ДПМН, да го завршат својот живот во екзил? Добро, тоа од Банчо Михайлов науму е постојано. Груевски. Имат малце различна траекторија, ови завршува прво во Будимпешта, односно прво завршува во Турција, па
Ови Полска, принцови ови Орсови, па Полска, се па враќа после Полска, па Хрватска, доаѓа да. па Хрватска. Иако велат дека помеѓу Полска и Хрватска има еден период кога е во Унгарија, Да. дека тука нели и се подготвува атентатот, нема до крај разузнавачки нели Не е тамо, не. информации. Не, атентатот е нешто само друго. Има нешто што сама друго. Гледате, Груевски Будимпешта да праша зашо не заврши во Турција. Зашо не заврши на пример во Турција, туку заврши во Будимпешта, според вас? Бидејќи 2017 година луѓето на Ердоган на локалните избори ја водат луѓето на Ердоган, клучните луѓе, значи медиумски соработници на Ердоган ја водат кампањата на Груевски на локални избори. Значи тука се во еден хотел во центарот на Скопје се сместени, јас сум ги гледал секој ден, нели тука е вода неговата кампања, вела дека никош немате изгубени избори, дури и по овие држави во Африка кои се во наводници колонии на Ердоган, тие им ги воде изборите. Тука Не, се последните локални избори во Греција, во Турција. Тука изгубија 2017 година. Не заврши Груевски во Турција, во Истанбул заврши во Будимпешта. Па не знам, јас не гледам некоја посебна логика, освен тоа што Фидес. сепак е Европска унија. Гледате, Фидес, боја на Фидес е портокаловата боја. Да. Груевски. Беше земе на Груевски. Да, Груевски ја зема таа портокалова боја 2005-2006 година, која правеше реформата. Да, и уништува ВМРО и постоа нели тргна додека ВМРО е движење веќе. Движење, така Не е. е политичка Почна да собира се и се што. Да, почна. И тоа е најголемиот греф кој што го има кон ВМРО да помане Груевски. Тоа не Хремов. Две прашања пред да влеземе во вториот дел на емисијата, кои повеќе ќе се насочиме кон некои актуелни, поактуелни последните 10-20 години. Две работи ми се битни. Дали вие ја пренесувате руската порака до Груевски, тоа е 2015-2016 година, дека под одредени услови може да остане на чело на ВМРО ДПМН, и дали некаде пред Конгресот, не е 17-та, туку оној другиот конгрес каде што се устоличува Христијан Мицкоски, има средба во една елитна кафана во Скопје, каде што представници на руското разузнавање се во разговор со луѓе блиски на Мицкоски, кај што му се гарантира дека под одредени услови тој ќе остане на чело на партијата. Вака, за првото прашање, можам да ви кажам дека не можам да тврдам 100%, но персоната која што наведно има пренесено пораката, мој пријател, колку да му верувам и да не му верувам, но факт е дека јас од него имам слушнато тие информации, бидејќи он ми пристапи да ми каже, поточно да се консултира дали тоа треба да ја пренесе пораката. Токму како што вие сега цитиравте. Така Пренесено ме порака на Груевски. Да, и после тоа му ја пренесе порака да барем по него. Дали е таа личност, или може би си зел за право да од некаде чуе други информации па да ми пласира, не знам, но дека таков разговор имам водено со таа личност, не можам да ја кажам сега сигурно, тоа сигурно. Околу кафанските средби со руските служби на Мицкоски. Може ми кафаната да ја кажам. Тоа значи, ајде, не мора името, меѓутоа кога одите кон односно црквата што е тука над Министерството за економија, па се качувате горе и тука е една елитна кафана. Имаше една тепачка. Да, на еден познат, имаше пукање некој. Така, имаше една тепачка на еден познат пејач тука. Кој подоцна беше гостин на Шешел тамо, значи во таа кафана. Кафаната е позната, тоа е збиралиште на Да. руските разузнавачи. На руските разузнавачи. И дека тамо е организирана таа средба пред Конгресот. Нели беше мериот Конгрес, па мериот коалиција, па барање за оставка на Мицкоски, па не беше прифатено тоа, па Мицкоски влезе во еден процес на менување на статутот, па Панчо Точковски го правеше, па тамо прв пат е Северна Македонија употребена во било кој официјален документ на ВМРО ДПМН. Едва и после локалните избори Мицкоски го прави Конгресот, и тога се плаши дека може да биде изгласана една борба и седи на таа негови луѓе седат на таа средба со представници на руско разузнавање. Господин Естев, кога Са нешто ќе направите сам и водите го, Да. е многу лесно. Да. Имате проблем. Јас? Кога сте наследник, не вие. Да. Општо. Кога сте наследник, значи Мицкоски е наследник. Мицкоски постојано го споредува со Јупчо Григевски, со Никола Груевски, нели шефово, а вај ше види шо праве. Христијан Мицкоски, наспроти Груевски, да речеме јас, уште 2000 година, Димовска ми каже дека ова е новиот лидер на ВМРО, за Никола Груевски.
Значи Никола Кревски се подготвуваше за да биде лидер на ВМРО. ВМРО го има тој модел, многу подобро ги прави тие работи ВМРО во споредба со СДСМ, да речеме. И после тоа, знаете, случувањето на Панорама, па Народна партија, така што простора за делување во партијата на Груевски и да се наметне како лидер и водач беше слободен. И на тоа го добро искористи заедно со поддршка на фамилијата. Од друга страна, кога зборуваме за Христијан Мицкоски, Христијан Мицкоски беше брзопотезно решение. Христијан Мицкоски од никаде некаде, од еден обид професор кој што си грицкаше добро својата плата и гледаше по студентките, нели? И одеднашка преку ноќ стана лидер на секретар, па лидер на ВМРО. Стана секретар 2017. И Мицкоски воопшто не го обвинува за сите овие случаи сега во Македонија што се случува. Бидејќи он е само најобичен, лошо да се каже фронтмен, он е лице кое што се покажува, знаете? Само како кукла го покажуваат. Фасада. Сите други фасада. Не е ни фасада, лошо се изразува. Тоа е најобична не е ни марионетка. Значи он се покажува само како лик. Бидејќи сите овие што преска ви кажа, структури кои што сега живеат во ВМРО, структурата на Љупчевисти, на Груевисти, на Михаил Сашко, Михаил, кој се више, Јалков, на србомани, бугарофили, гркомани, кои не, тоа се структури, на Доста, на Ѓорчев, сите тие структури си ги работите. Службите тука се офарени. Мицкоски, ако приметувате сега и да последните негови излагувања, јас се грижам дека човекот или срцев, извинете, или мозочен удар, или можеби ќе добие, кој се вика, ќе се шекне. Не е он тај, приметливо, он не ги воде процес, ниједен процес не воде. И тука са олигарсите кои што му плаќат и наметнуваат негови нивни личности. Он нема никаква моќ моментално, за жал. 1 сат и 34 минути разговараме. Гледате како летна времето. 200 прашања ви поставив. Сигурно уште на сат и пол ке разговараме. Имате кондиција, можеме да продолжиме. Слободно. Каде вие ги ресипувате односите со Мицкоски? Сега ќе ви кажам. Ние ги расипавме односи, не ги расипавме односи со Мицкоски, лошо е да се каже расипавме, него се случија два настана еден за друг. Прво се случи, сеќавате кога Мицкоски не замина на Илинден, таку замина во Ташмаруниште. Тоа беше првиот сигнал, односно настаните кои што следеа после тоа. И Мицкоски продолжи да си ја тера линијата. Тоа е 2018 или 2019 година? Па кога беше прво 2019 ги мислам дека ќе биде. Тој 2017 доаѓа на чело на ВМРО, тој е Валандовскиот конгрес. 2019. Па 2018 година тој е пред референдумот на 30 степени, значи 2019, значи пред короната, една година пред короната. Пред короната, да. Беше во подготовка политичка елиминација на Мицкоски на Илинден, на Крушево и тоа му го пренесов на господинот Оливер Андонов, кој што му го пренесе нему. И он прво негираше, тоа не може, бидејќи ние излеговме со луѓе кои што тоа му го подготвуваат. Кои се тие структури што му Ќе ми прости. Се уште не сме расчистили доволно што не за да може да кажа. Јас ќе ви проставам ако кажете ќе видам ептен задоволен. Нема да кажам сега. Нема да кажете сега. Сега моментот не. Значи сакате уште една емисија да ја викнам. Се оставате простор за уште една емисија да. Значи 2019 вие сте име и презиме. Кој не би сакал да се 2019 година, значи 2019 година политичка елиминација на Мицкоски. Да. И тоа му беше предочено. Сериозна е таа. Да, тоа беше. Да, сигурно беше. И после, кога прво го негираше господин Оливер Андонов, за да после, имам можеби месец дена, односно 2-3 недели пред Илинден, му приде на господин Андонов и као, знаете, македонска приказна, балканска, јас проверив, каде ќе провериш ти? На електрофакултет. Поранешниот министар за внатрешни работи. Како? Господинот Андонов, поранешниот министар за внатрешни работи. Да. Тој е човекот кој прв ме запознава со Христијан Мицкоски. Јас до 2017 година него не знам, него не познам Христијан Мицкоски. Добро, исто така... Чисто да кажеме пред гледачите. Врате, имав големи проблеми со господин Оливер Андонов, дека го убедам во однос на правиот профил на господинот Мицкоски, како што имав проблеми да го убедам во однос на вистинскиот профил на владиците од синодот Македонска православна црква, кога трчевме по автокефалијата. Но како идеја не се да се врнам. После тоа уследи растурење на со Оливер Андонов подготвивме систем на функционирање на ВМРО преку комисиите.
Тука треба да се профилират кадри кои што во секој момент ВМРО доаѓа на власт, има за секој едно место веќе сигурен кадар по однос на тоа на тоа место, на раководно место. Може тука да ве прекинам. Поверете? Татковине овие. Мислам Мирослав Резински, ако не се, Резински, ако не се лашам. Може. Кој беше суден, Џуди Исмаили, ако не се Да, лажам. за мито бе. За мито и беше, нели неговата одбрана беше преку Саво Тај Коцарев. беше кандидат за председател. За председател беше, да. На изборите, ако не се лажам, 99-та година. Мислам дека беше 90. Може би 2004. А може и 2004 година, кај што одбраната е дека тој е бугарин, Саво Коцарев мај нели адвокат, дека тој е бугарин, дека тој е наместено нешто или аранжирано поради неговите бугарски чувства. Во неговата татковина, повикувајќи се на одредени македонски портали, излегува со наслов Тајната разузнавачка служба на ВМРО ДПМН формирана по налог на Христијан Мицкоски. Тука за прв пат ваше име се споменува дека сте дел на таа тајна полиција или тајна разузнавачка структура на ВМРО ДПМН формирана од Христијан Мицкоски. Тука е името и на господинот Оливер Андонов, но и вашето име, сега да не ги читам другите имења, не е битно. И тогаш прв велам види овој Зоран Ефремов, кој јас сум го читал во Фокус или сум ме слушал на некои други, сега е близок и до ова раководство на ВМРО ДПМН. Сте биле дел на таа тајна разузнавачка служба на ВМРО ДПМН? Не. Затоа што не постои Кој така. е формирал Христијан Мицкоски па далеко за дело следење на политички противници, за денонсирање. Христијан Мицкоски во последните 2-3 години влезе во филм дека е Оливер стварно. Андонов, Оливер Орце Георгиевски, како го опишуваат. Орце Георгиевски сегашниот градоначалник на Кисела Вода, поранешниот, односно заменикот на Сашо Мелков, начело на ДВК Владимир Атанасовски, Да. внуче на популарниот Ефто или Орце Тодоровски. Да. Човекот кој беше сива еминенција во Белата палата, тамо некаде почетокот на мандатот на Христијан Мицкоски, и се спомнува и вашето име Зоран Ефремов од Агенција за разузнавање, дали на Накев Потурак, Благој Ташаминов, кај Георги Иванов и така натаму, Синиша Алексовски, нели неизбежниот. Неизбежниот, да. Да, Синиша Алексовски. Значи, вие не сте биле дел на таа служба. Не, мислам. Не било дека ни формирана. Ама не ни постои тоа. И втората информација која е малце порано, односно од тоа е 27 август и исто така објавена во портал под контрола на ВМРО ДПМН, кај што се 14 имиња на можни директори на агенцијата ОТА, која е задолжена за прислушкување во Македонија, и од тие 14 кандидати е и вашето име, Зоран Ефремов. Бевте кандидат да бидете прв човек на ОТА? Да. Видите, тоа го добив јас како барање од страна на ВМРО преку господин Оливер Андонов да конкурирам за да бидам. Тамо со 2/3 се избира. Да. И потребна е консензус на ВМРО на СДСМ. Да, сега, и јас поднесов документи целосно, после дознам дека има и други, ми се јавија некои пратеници, дека имам добра биографија, дека треба да поминам и ред други работи, и тогаш се случи еден разговор помеѓу мене и, како се вика, министер Николовски, Александар Николовски. Подпредседател на партијата. Подпредседател, да. И Александар Николовски во среќава во ходникот во партијата и го повикам да влезе во кабинетот кај професорот Оливер Андонов. И седнувам и јас му викам, видите вака сега. Ако е нешто законодавецот го има определено на некое место за 2/3 по дефолт, тоа значи дека е место на опозицијата, бидејќи мора да гласа опозицијата за да има 2/3. Од таа причина, дали вие ќе продолжите тоа моето име за поднос на тоа? Он вика, па добро би било да разговарате по однос на темата со СДС. Сега ќе ви цитирам. Он викам, види, 2001 година СДС дојде кај мене за да бидам министер за внатрешни работи. Не ви ги одбив и реков, ако сака партијата, и додоши на извршниот совет и помена моето име, па после Љубе Бошковски правеше 300 чуда, до Киро Глигоров, до Бранко, за да ме тргне мене од кандидатите. Така што не тогаш Вие бевте кандидат за министер за внатрешни работи во одлука министер во широката влада. Во широката влада. Да, и одлуката на извршен комитет на ВМРО, последната одлука беше за мене. Зоран Ефремов. Да, Зоран Ефремов. И после случаи одредени. Сигурно, може да се Уверен. Многу малку знаат во Македонија дека Бранко Црвенковски инсистираше Љубе Бошковски да биде министер за внатрешни работи. Чи вака беше. Бранко Црвенковски преку некој негов човек
Не знаев дека тај човек е негов. Пристапи ми на мене и вика, имаш поздрав од Бранко Црвенковски, тоа цитат од тај човек, дали е вистина, не знам. Ке те поддржат доколку излобираш кај твоите. Кажам дека нема да лобирам, нити па сакам поддршка од Бранко Црвенковски, од никој, јас сум сепак член на ВМРО. После тоа, имаше една луда вече тука низ Скопје, многу смешни работи се чува, беше една војна под плаштот на ногте. Јас бев нели помошни тука. Помошник министар. Да, и имаше некои тепачки сега во гаражите на владата, на водно, свашта беше, се луда ноќ. Дел на обезбедувањето на Ѓоргиевски, дел на обезбедувањето или роднини по женска линија на Љубе Бошковски. Женска, машка линија, Каширски, кој немаше тука? Синчето што исчезна на еден од нив, тој беше вклучен во дел на тие. Да. И тоа беше една луда ноќ. И јас Зонко Каширски е на безбедност. Да. И јас се јавувам на Димовска некаде околу 12 часот, викам, слушай, веќе хаос станува. Сега граѓаните не може да ги видат и работи, јас добивам информација, сум на терен. Тој е во гражата на влада. Во гаража на влада пред куќата на Љубе Бошковски. Тука по аеродром имаше гонење, пукање по водно. И ја викам, што да правам? Она ми вика, јас без да знам дека уствари овие се тебат за нешто кое што ВМРО веќе донесела одлука, дека тоа треба ја да бидам. А ја надвор од сето тоа, поема немам. И Димовска ми... А поради тоа се тепат? Они се тепат кој да го добие местото, прво да го расчитат ВМРО, а после ќе одат на поклонение кај Киро и кај Бранко, и сите одија на поклонение. Кај Киро и кај Бранко? Да. А јас без да знам дека уствари таа вечер кои се тепат и која е составен на извршен комитет, дека всушност јас минам на извршен комитет. На прилика Марија Ѓорче ми беше рекол, што сакаш ти 24 часа, 40 часа беше министер на ВМРО за врат шауди. Оливер Донов еден ден, јас два, така што подобро. Значи вие сте 100%. Подобро, 100% подобро. Како време Енвер Хоџа имале еден трактор, купиле уште еден, имале два трактори и за 100% го зголемиле. Да. И паркот на трактори. Таа војна заврши, Димовска ми каже од 12 часот вечерта, повлечи се и ништо не презимај, оди си останува и спи и уживај. Ништо. Заплеви колата и повлече се. Бидејќи мене ме инволвираа внатре без да знам зошто. Од сите страни ми се јавуваат. Тие против вие. Тоа беше пласирано после приказна дека поради разни жени, оние жени со малце сомнителен морал, па коцкарници, па некоја грузиска линија дошла тука поради кладилници во Република Македонија, разни тргови, дека поради тоа биле војните и тапачките, значи тоа било околу тоа кој да биде министер за во клучен момент, во широка влада, кога Македонија... Сигурно имало тама многу пари од целата таа приказна. Знаете, за пари се војните, не се за нешто друго. Има и за жени, за Елена. Има овие другите, што се малце наивните за жени, овие другите за пари ја прават целата таа операција. Ова беше првиот дел на интервјуто со Зоран Ефремов. Ви реков бомба интервју, ви реков дека ќе уживате. И ако ви се допадна ова прво продолжение, да ми верувате дека второто продолжение не е 100%, веројатно 200% и подобро и со ексклузивни информации и за војната 2001 година, и за Љупчо Палевски Палчо, и за Рачиново. Се што сте предпоставувале дека се има случајно, сега ќе имате инсайдер кој учествувал во тие процеси. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.